Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Ние, kad će работимо, da ćemo 8 sata, tamo se istošteš i toliko bi istošteš, jedva si ode sa točak ovde, nemaš to prevozno sredstvo. I rekao će, ja dam ovde. I vikam da ta, imaše ženske, vikam, daj mi 4 brusa mesa, mi donese ona, me posluži. Da se okrana nataga, vikam, drugarke, donese vam 4. 3/4 bure. I gledam, uopšte ne sam sit. Da reče neko, evo, zemi, evo ti plata, vidite, ne može li zereš to, sve si je do vreme. Koliko me, što ti me stane, evo, parterao mesec. Bluza, puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri. Добро утро, драги гледачи. Сојузниот општествен совет за прашање на општественото уредување денеска расправа за промените на законот на Сдружениот труд. Расправата за овој значаен закон веќе е извршена во републичките и во покраинските совети и дилеми за неопходноста од промени нема. Меѓутоа разлики се јавуваат околу тоа што и колку треба да се менува. При тоа еднодушни се залагањата за измени кои ќе овозможат поефикасно стопанисување и поцелосно самоуправување. Па 1952 година по спрема конкурс не пратија во Парачин за стаклорадувачи да работим, а плюс тоа имаше и други сврхи, например, не беа само дувачи, него беа пресари, кикаши, онда калупари, ефтари и сите врсти тие на струките. Тамо отидомо околу 110 души, а плюс, да речемо, некои други занаати. Работев тамо ја како местење на лонци, затоа што бе као најфизички вака човек и ме одреди тоа инженерите. И таа група беше млада, тоа се инженер отидо од школа и ме одредија да местам лонци. И така го свати и тој дел местење на лонци. Од тие сите луѓе, денеска ја по право отидов во 80 година у пензија, отидомо 5-6 души, од стаклара, оние сите се прхали в коле, отидоа под болове или најдоа други работи у града и така до денеска дојде редо. А лонците се менјат, обавезно тие имат своје траење на век. Исто вруки ги враќамо и ставамо у печките за топење на стакло. Па са тешки, сигурно има 300 кила. Ние ги менјаваме и ги дигаме едно 7 души до 8. Али таа е многу тешка работа и многу се упропастваат луѓе, затоа што смо пиле можеби за 2-3 сата по 4-5 кила вода, за да можеш да издржиш да го сменеш тој лонец. Тој цркнал, тој пукнал, не држи маса. Тоа е таа јака температура на 1250 до 1450, увек тоа се држи таа маса и дотрае, како и сене што дотрае. Па види, ние луѓето, знаете како, ние беме се повише селјачки деца и вез од село, научени што се вика за орanje, за копање. Они зима, например, увек тече вода кај нас, и ќе го земи, се испоти он жие вода, пие вода, има лакса овака, не може, и тој земе стрелата се тура на главе, на лице или на нози. Имаше еден трипун, тој стално си ставаше така и му вика, немој, доби тумор у главата и после на операција горе-доле, сега не знам дали жив. Трудот е значаен фактор во животот на секој човек. Тој го прави човекот позадоволен, воспоставува рамнотежа на комплетната негова личност, ја манифестира човечката потреба за одржување на неговото биолошко и социолошко битие. Трудот секогаш бил составен дел на здравата единка, на задоволството и напредокот. Па имам еден од Рачева. Тој за пример служеше, тој имаше вака и жена бабица, медицина малку изгледа го саветуеше, тој уопште у фабрика
ни се бањаше, нити се миеше овака, воочи ништо. Него скрпче се имаше мрамче и се брише. И после кога ќе отиде дома, тама се олади човек и после се мие и се чисти. А уствари много се хранеше. Он кога се хране, сите се ми ја смееме. Тој ноеше по едно канче, како и викате, канчиња и викамо. Значи, ќе липо 2 манџа, тој не сакаше да знаеш. И тоа добро се хранеше. И немаше гајли. Еден имаше тоа у првите времиња, набрал стакло, а секоја стакло мора да се префрли преко рамо. Зашто не може да го носиш овака, што сме набиени многу. Секоја се носи со лула, мора да го пребациш. И сега кој е тврдо стакло, ќе го пребациш, кој е меко стакло, ќе се одлете некој парче, како звезда. И му се запалили панталоните од стаклото и почнал да говори. Ама тој се исплашил и почна да вика: шефе, вика прва помоќ. Абе, рече, ја да викнам брза помоќ, рече, ти ќе изгореш, него рипа, рече, у водата. Рипа имамо ние корита оваквија отказани вода и така пуни се и рипна све се изгаснал. Опекотини после многу има. На сите набирачи на тоа време, ова раката овде, мора да му изгорена тоа загревот и не се гледат луѓето. После навикнемо, имамо чарапи оваки, од чарапите вака довдали на прстите нака не може да иде до крај. И им горат расте. После другата страна ова што му е лицето на рупата таму, тоа е јака температура, све му во изгоре, црвено стое, како да е сменет човек, не е тој лик. Затоа што тоа време немаше таква изолација, а сега нешто има, али таа изолација не трае многу, ќе трае може месец, 2, 3, па изгоре, па нано, значи треба фабрика да има доста средства, па за да може да се обезбеди тоа да се работи. Додека у Словенија сите тие сипат со вода, вода има изолирана со печката вода и вода тече просто како извор. Има на секој човек хладно. А и климата е ладна и поможе да издржува. А вие како издржавте од вашата прва генерација на која? Па види како, тоа не беше спас, што ништо друго не работеме. Него едино работа у фабрика и дома лежење и јадење, одмарање. Ништо друго не сме работили. Па за тоа не сме ни печалили. Само тоа не е работа. И селски деца, црст народ? Селски деца беме. Научили беме на работа. После ние беме вака малку, например, ја дојдов од тога од порано дојдов бев партизани, да речемо. Од 4-4 сам година и беме селски деца испечени на работа и тука кај дома беме организирани у партија. Што може да спечали? Што гледате, ништо не нарече, ни станок го плати, нити па не су купил, нити су земал, ништо. Што ќе направам? 3 деца имам жена и јас една плата. И што може? Со 550. 550, јануарската им е 2,5 милиона. Ви кажа, тоа 2,5 милиона. И со 2,5 милиона, што можеш? Сега покачуваат нешто горе-доле, па не вреди. А имам 1,800,000 само плаќам овие дажби телевизор, да речеме. Тоа се порано се искупило, да е сега. Тоа би се од тоа откажал, ама сега немаш, од кај ќе најдеш, што правиш? Па среќа имам девојче на работа у медицината, ама па оно ми дава некој, не и така се излечува. Председателството на Сојузот на борците на Белград оценува дека националните пензии се право на поединци кои со својата пожртвуваност го задолжи општеството, па поради тоа не би требало да се укинуваат. Борците во Социјалистичка република Хрватска предлага дефинитивно да се укине членот 107 на Републичкиот закон за пензии, кој е во центарот на вниманието и жестокото негодување на јавноста повеќе од 4 месеци. Генерал Душан Пекиć, член на председателството на Сојузот на Сдруженијата на борците на Југославија од Народно-слободителната борба, нарекувајќи ги националните пензии срамен изум на бирократијата, се изјасни за покренување политичка одговорност за креаторите на привилегиите, што се потврдена појава не само во Хрватска. Сите знаат и што има да тоа да зборам. Па види, не ми е згодно тоа да речем, затоа што, знаеш како ти е, може долната класа да ти рече, алал да му е новео, вие говорите речат, ова е наш непријател. Тоа, биди сигурна тоа. И што ти е софирам од тоа? Која е долна класа? Работнико, што е овие што дуват, што работат, што ткајат едно друго, рудари тие. Тие увек за такви зборови се радуват, ама овие другите не се радуват, тоа е нормално. Па кој мисли, од кај да знае? Од кој може да знае? Сите вика да се води грижа, уствари слабо се води грижа. Значи руководството е криво, не водат они рачун. Ако они водат рачун, руководството мора да испадне на крај.
Ako se pazi, isto koji domašove. 5 neka nosa 6, jedno domaćinka ako ima da rasvrl, ta kuća ne bija. To je sekade tako. Što ima to, ja da kažem. I сега ние стари kao стари, što se vika, godina nećemo koliko da živemo, može gore dole da isteramo svoj život. A dodeka mladite, oni sa i ostajamo i zaduženi, i za njinte djeca, i za njinte paramunice i zadužimo. I kako će se snati, zato vikam, neka moje mislat oni. Ja mislim, leži se ovo mladi. Ja znam kako mlad, kolike амбиции сум имал, затим сега пред пензија, колки се ограничувањата мои, тога не сум се плашила дали ќе ме викнат во 12 сат ноќеска или ќе ме задржат 3 дена или 5 дена. Нормално, човекот има век на трајање пак, као и машина, така и човек. И обект било што, се си има век на трајање. Животот ми помина во работа. Претежно. Претежно во работа, работевме ние многу, не е као сега 8 часовно работно време. За време на изградбата се работеше по 8, 12, па и 24 часа. Кога железара се пушташе во пробно производство, сменското работење е многу потешко за разлика од дневното и прва смена што е. Тамо е ноќе, ноќот е некако благословен за спиење, а и мора да се работи машината кога ќе се вклучи, таа не бира дали е ден или е ноќ. Мора да си покренезе присатен, исправен, заштитен. Тоа ги плаши луѓето што е тука присатен јаглениот моноксид, тој е присатен секаде, а невидлив, ни по мирис, отровен, експлозивен. Јас сум бил превентивец за машините, за себе и така сум животот мој на работно место сум бил исправен, без никакви дефекти, ни во едно време, ни кај машините, ни кај мене, никакво боледување. Jer после секое одење од работа, јас сум барал за мене лично чист воздух, да се освежам и малку се одморам на крај грешта. А имаме ние луѓе кои са непродуктивни, како што реков, низено поретко сито се пресеат 20.000 би отпаднале. И така би легна на нивно место, би дошле млади кадри. Чини ми се младите може би ќе пресечат и ќе речат не мора долгорочно, него може да биде 89-90 крај стабилизација. Затоа се младите денеска главен животен потенцијал за да прифатат и најтешкото. Ако сега нема тешко, кога? Современиот труд го активира комплетно човекот. Ја ангажира целосно неговата личност, знаењето, снаодливоста, работниот морал и творештвото, за да се вклучи сето тоа во процесот на модернизираното производство. Тоа води во напредок и создава услови за полесен и поудобен живот.
povijesni film pri kraju nada. Kad se gosti opraštaju nada, ulice kad utonu u san, sve gasne, samo gori nada. Pred nama put, oko nas mrak, kao putokaz, kao znak. Male svjetlo, dom u planini, glas iz tame, grom u daljini. Това е тежка работа, тежка. Далеко водчија да биде, тоа е тешко. Или на одржавање, или на изградба далеко вода. Тоа е тешка работа. Тешка. Ова работа вика џаволска, една нога у гроб, една над гроб е. Тешка е таа работа. Тоа монтерите нема тамо дебел некој, сите се шланг. Ретко оние доле што работа се дебели. А оние горе нема, тие се кај шланг, работат, се качува, се симина, со тешка физичка работа нема ни еден дебел. Ни еден. Ја века кога сум сега у пензија, малку се поправи, со ној се чувствувам другшие малку. Сега мене на 60 на години да ме каче, да ќе се чудам како да сум почетни некој. Не би се предал до толку, али сматрам како почетни да би бил. А кога јас сум бил најболи монтер и цела Македонија што сум бил и на изградба, и на одржавање. Монтер не е имало со мене. Зимна доба, кога има голем снег, па ние сме морале по непреступачни места да се пробиваме до тој ступ, преко радар го наѓаваме колко е далина и тачно на тој ступ ќе дојдеме. Дефекот. На снежното не можеме ни со дебели алишта да се качиме горе, а нито па со рукавици, ни мутер, штраф, нито осигурач не можеме да го ставиме. Све сме морали на голи руки, а поготово ступот се лепи од ладно толку. Таа наша работа е многу тешка е била. Така беше јака зима у Маврово, јас се качив да го отклонам дефекот, а оно беше толку ладно да ми се руките заледева и прстите потпуно не ми почнева да работат више да действуваат. Едва повикав еден другар да ми помогне малко ногата да ја стави на конзола, а јас надоле се симнав со лактици сум се симинал. Прстите никако не ми учествува, толку замрзнава. Мои другари има повечко од оваква неприлика време да се паѓале, многу паѓале, таква е работата, а некој пут може и од замор некој се заморил, се онодил да више нема кондиција, снага, и се држи до последен момент, не се собрука према колективот или како, и он више тап паѓа како јабука долу. Ето на тоа мои другари така некој се падне, ќе падне. Му заледујат руките и он не знаеше да прави. И готово се занесува више, и ние кога гледаме другар паѓа, ова му се кочки, не може да се држи. И готово, чим се откачи од неговиот смер, више у ваздух, кај ќе се фати тој. Само лета доле, брам, падна. А и мене колко пути е, не можам ја да бидам кој знае некој челик, али јас сум се одма осетил, може викам ова готово. И одма руките само трља, а надоле само со лакти се симине. Паметот ми се врти. Паметно, но од паника некоја страх добива и не може толку да се снајде да работи. Не може, млад, јас ги гледам, учи сум, ги извежбал. Па само гледа доле, а ке го чукна, па не гледај доле, тука, заврши се и работа. Еве ти го пасача, заврши вака и вака. Една земја е друго на земја, а горе немаш многу место, така да имаш 20 сантина на бетонски, а на железни само нема едно винклиса тие на железни. Они така и е тоа тесто. Ветер, хладноча, дожд, па понекој пат кога сме на планините, тамо врне, сипа, ние си седиме, работиме и нема каде се склониме. Нема каде се склониме. А и кога има грмеж, jer јака индукција не удира, па може да преврти човека доле више да преврти од индукција. Јака. Грмеж, на не знам колко километара да е, она иде одма по жицата,
i odmah udira čoveka. Jedan od opasača nije mogao da se kači, beše u Bistra i gore samo što ga fati rukite, njemu dejstvujeva jako, se klizna pravo, padna dole na karpi. Во основите на заедничкиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија до 1985 година во делот за општествени дејности како најважна задача на целата заедница беа истакнати подобрувањето на општите хигиенски, здравствени и животни услови, унапредувањето на заштитата на трудот, поместувањето на старосната граница и зголемувањето на работниот век на луѓето. Висина ми работиме od 18 do 25 metara работиме на висина. Према стубовите како са они измерени геометрашки. Према теренот. Ми работиме и врзани. И тој другаро беше врзан на опасач одоздоле. Сега се каче, заврши работата, руките не му действува, смрзна и право на грб падна долу. И много другари има каварисани стубови за да го отклонат, сега жице да вадат, па да се мести други ступ, они и тука паѓаат. 3-4 другара тука паднава, у Битола, у Бистра и не знам каде, на многу места другари погина. Ова е наша струка. Тешко човек да доживи до пензија. А повечко зимна доба ни е потешко. На дош увек, ноќе работиме и на такви места многу. За мотарската работа е многу тешко. Затоа не може, едва се снаѓават помладите, а камоли да он доживи денеска 50 и 60 години за да работи. И јас сам работил, пун стаж имам, сега 40 и нешто и некој месец имам, сега сум у пензија више. Ја имам последната ставка 2 милиона и 200, отидов со 1 730 000. Тоа не стигнува тако економично, вака заводиме малко рачун, доволно е. Оно, колко да има човек, толку ќе потроши. Ali stvarno mora se ekonomika, malo se vodi, da se onedi, da te stigne ta para. Ne работувам ništa ovako kao honoral, ništa ne работувам. Imam se jedna bavča doma, ali ja se zanimavam nešto ke ono da novine ki se pročitam, idam ka nekoj drugari, tako u razgovoru, u kartu se zanimame, sa drugari neko put po riba ke odime i taka nekoj, nemam nikakvi obaveza što honoralni da rabotam. Idem sa devojčeto, neko put ona ima nešto da fati, dete kao dete na trošak je golem, pa i pomagam neko put neka večer, iskačem sa kola, nešto da proda da neko sveće, nešto da fati, neka dinar da i pomognem. Ali i ta rabota je teška, nema, niko ne kupuje, slabo narod pari, slabo kavaljerisa. Ideme po restorante ovde u Ognjištu, i tako po hoteli, vesite i ideme dodavati. Ali to je jedna mačna rabota. Taka jednostavnost naroda se raspraš, koji to odbiva, koji neke, neko je sakao dete da go tepa tamo, evo ikam se skloni, ono ne razbere i tako je. Ništa ne sam spečao. Ja sam imao dobra plata, terenski sam imao, Norma. Norma ne je mogao niko pred prijatelje sa mene da fati povečko pare. Ja sam najviše zimao. A nema stan, no. To je stan od pred prijatelja, neko star pomalo tamo. Da, i ništa drugo, samo dječica su ispred, su ništa. Ali mnogo sam ja bio sa 4 devojčina, žena 5, ja 6. Svi te pari su išle u učenje, oblećuvanje, hranjenje i tako.
Ние имаме у кола, направено е апарат еден кој ни устоплува и мокри доѓаваме така. Брго шоферот ќе не пособере, кој ќе свршиме работата, он има парно у кола на нафта, така еден апарат има, којто он ќе не стопи брзо. А и ние по некој пут, ако си најдеме кафанче, па ќе тргнеме по едно, е многу хладно. Многу е хладно и ми мора да тргнеме. До кожа мокри, целите сме мокри. Мора и од таква е работата. Прогноза за времето. До крајот на денот ќе се задржи облачно и дожливо време со температури до 15 степени. Колку пути доѓава хладно, горе ќе се качам. Но ги зафатам овие штрафови, па има уштрафчики, па шајбни има, па федер шајбни има. Док ги тие споиш, не може, руки не готови са више. А јас што ќе свршам 2-3, одма руките ги зимам, меѓу коленице, вака ќе притискам, јако, они ќе се стоплат. И одма брго на друго и треке штрафче, четврто брго да ги завршам. Па ако ме хвати хладноча, ја одма пак ќе притиснам. Не сум се предавал толку да паднам до онодам. А и кога више завршавам, сите работи ги подавам по ортомата. Долу, помочниците тамо ги собират, ги зимат, а најпосле ќе видам да не заборам некој алат, јас тога го симинам ортомата више. А више надоле е хладно, ми замрзнава за тоа време руките, јас само со лактите, кој ќе почнам овака, овие ми се подсврсти, а овие више се готови. И кога ќе се симнам доле, гачу готова, руките панех, пак ќе почнам да ги трljam, да градам, у кола на други ступи, така. Многу сум се случил јас со лакти. Емитувавме вести, пријатен ден. Zadnja slika, zadnji prizor